она што следува во продолжение е линковско вклучување. Еве веќе ја гледам на линк и мојата колешка Ивана Крстевска-Јаневска. Ивана, добро утро. Ке зборувате за... Добро утро, Ирина, до тебе, добро утро и до сите гледачи на нашата утринска програма. Ве поздравуваме од пред Македонската филхарамонија, каде што е едно од трите места каде што ќе се одржи 48-то издание на фестивалот на македонска музика. Една од локациите споменав дека е токму Македонската филхарамонија, ќе се одржи ова 48-то издание на Денови на македонската музика и во Македонската опера и балет и во Музеот на македонската борба. Како е да се опстои 48 години традиција, но и што секи има можност публиката да слушне од 17 март до 8 април. Ова утро ќе разговараме со Ангелина Димовска-Миташева од Сојузот на композитори на Македонија. Ангелина, ќе ви посакам добро и убаво утро и на убава бројка 48 години постоење на токму овој фестивал на македонска музика. Како се покажа низ годините? Па, овој фестивал, како што кажавте веќе, оваа година ќе го има своето 48 издание, значи се приближуваме до бројката на 50 години, се одржува секоја година во континуитет. Така ќе биде и оваа година. На публиката ќе има можност да чуе дела од македонски композитори, од сите генерации, кои што годинава ги селектираше композиторот Филип Иванов. Инаку, фестивалот има препознатлива содржина, како што веќе кажав, околу која што се движи во овие речиси 50 години. Тоа е афирмација на македонското музичко творештво, нејзина презентација, значи на делата на македонските композитори, кои што во моментот творат и се актуелни со своите дела, но и на творештвото на македонските композитори, кои што со својот опус во минатото оставија траен белег во македонската музичка историја и култура. Годинава фестивалот ќе се реализира во 11 концертни вечери во периодот од 17 март до 28 април. Ќе бидат изведени повеќе од 30 дела, односно 30 македонски композитори. Ќе учествуваат бројни ансамбли од Македонија, но и од странство, околу 30 солисти. Она што е значајно да се спомене за овогодишното издание на фестивалот е тоа што во фокусот на ова издание ќе биде и одбележувањето на 3 значајни годишнини и јубилеи. Тоа е 100 годишнината од реаѓањето на Властимир Николовски и Кирил Македонски и 120 годишнината од реаѓањето на македонскиот композитор Стефан Гајдов. Тројцата се исклучително важни македонски композитори, представници на првите генерации македонски музички творци. Она што е заедничко за сите тројца е тоа што заедничка инспирација им била традицијата и фолклорот. И најголем дел од нивните дела се всушност инспирирани од нашата традиција и фолклор. Делата, годишнините на Властимир Николовски и на Кирил Македонски ќе бидат одбележани преку концерт на Македонската филхармонија под диригентската палка на маестро Боријан Цанев. Ќе бидат изведени 4-та симфонија на Кирил Македонски и 2 композиции на Властимир Николовски, In Modo Antico и симфониската скица по патиштата за глас и оркестар. Јубилејот на Стефан Гајдов исто така ќе се одбележи преку концертна изведба на неговиот гудачки квартет, кој што всушност е и прв гудачки квартет напишан во нашата музичка историја. Како што веќе кажав, фестивалот се отвара на 17 март со концерт во камерната сала на Филхармонија. Ќе настапи оркестарот на музичка младина на Македонија под диригентската палка на Ангел Спировски. На програмата се дела од Гоца Коларовски, Јана Андреевска, Тома Прошев и Стојан Стојков.
Да, Ангелина, 3 локации споменавме, дека на 3 локации ќе се одржува 48-о издание на фестивалот на македонска музика. Оно што ги интересира гледачите, како може да се дојде до билети, како може да бидат дел, нели, да присуствуваат на некои од 11 концерти кои што ќе се одржат. Значи, влезот за сите концерти е слободен. Кој што сака, може да си резервира билет пред време и да дојде на кој сака концерт од овие 11, колку што ќе ги има на овогодишното издание на фестивалот Денови на македонска музика. Да, рече се 5 децени постоење, тешко ли е да се одржи во форма и колку низ годините се промени фестивалот на македонската музика? Па фестивалот во принцип остана ист, како што веќе кажав, програмата е таа, се изведуваат и презентираат дела од македонски автори. Може би она што се разликува од минатото е тоа што опаѓа интересот на младите да студираат композиција, затоа што може би треба и поголем стимул од државата, од образовниот систем, значи да се поттикнат младите да се запишуваат на катедрите по композиција, зашто ако продолжи ова тенденција на неинтерес за кој што практично не се виновни младите, туку самата држава и образовниот систем, тогаш ќе се соочиме со не сакам да звучам негативно, но ќе немаме творештво. Ќе немаме млади автори кои што ќе продолжат да чекорат по патот кој што го зацрта основоположниците на македонската музичка мисла. Еве и оваа година, после можеби 10 години, на програмата се враќа концертот на младите композитори, кои што представуваат силата и днината на македонската музика. Се надеваме дека ова ќе биде тренд кој што ќе се задржи, ќе продолжи и во следните години. Ви благодарам, Ангелина, на одвоеното време и ви посакувам успешно 48-о издание на Денови на македонската музика. Ви благодарам. Пријатно. Да, ние ќе ве поздравиме од Центарот на градот, од пред Македонската филхармонија и ќе ве поканиме да бидете дел од 48-то издание на фестивалот на Денови на македонската музика. Како што спомена и Ангелина, влезот е слободен, така што оно што треба вие да го направите само навремено да си резервирате билет за некој од 11 концерти кои што ќе се одржат во Македонската филхармонија, во Македонската опера и балет и во Музеот на македонската борба. Ивана, ти благодарам за ова твое линковско вклучување. Поздрав до тебе, поздрав до твојата гостинка.